Телевизија Нова направи обиколка на туристичките локалитети долж Преспанското езеро. Иако денеска времето не е на наша страна, тоа не беше причина за дел од туристите да уживаат во овие природни убавини. Со помош на нашиот објектив ќе се обидеме да доловиме сликата за топ дестинацијата за ова лето. Оваа летна туристичка сезона се очекува Преспа да ги сруши сите досегашни рекорди на посетеност. Новите песочни плажи се опремени со лежалки, чадори, кафе-барови, терени за спортски активности, а ова се само дел од елементите кои се на располагање за сите посетители на Преспанскиот брег. Одличната услуга, ниските цени, но и лековитите води на Преспанското езеро се доволна причина туристите да одберат токму Преспа за место каде ќе го поминат годишниот одмор или пак некој продолжен викенд. Телевизија Нова ја посети плажата во Претор, поразговара со дел од туристите. Еве што велат тие за Преспа. Во викендите сме. Добро е, прв пат идеме оваа година. Убаво се поминуваме, се дружиме. Однос на цени во угостителските објекти. Како за туристичко место, соодветни с цените, не се нешто посебно скапи да речеме или ефтини. Супер се, таман. За македонски стандард добро. Точно, баш така. Редовно сме, ние сме од тука. Али ова лето беше, да кажем, за разлика од други, феноменално. И забава, и средени плажи, и све посредено. Појќе, значи, се форсира, појќе забава, појќе ноќен живот. Секоја смисла. Во однос на цените е екстра. 10 дена овде, 4-члено семејство, со колку пари би поминале? Зависи како сега. 400 евра, мислам дека... Да, добро да помине, значи, без многу штеди. Одлично, одлично. Освежување за Македонија. Браво. Убаво, да. Колку време сте тука? Втор ден. Одлично. Прв пат доаѓате? Да. Сум слушал, ама не сум дошол. Па се ни се допаѓа малку денеска времето не ни се погоди. Ние сме втор ден тука, уште немаме се разгледано, али мислам дека убаво, да. Вата. Прва година овде? Па неколку години не сме били, они со нас тука 4 години од поред. Они знаат дека е добро, ние сме прва година тука. Водата е убава, плажите се средени, гледам малку се реновират, нови плажи се спремат. За деца е убаво, посебно. Ние сме Цените? Цените се прикладни, како да е најнормално, не е ништо поскапо. Да. Рестораните, локалите? Супер е, се средено, има убава храна, да. Многу е убаво дека лади поминавме. Едно што ја од Струга идеме специјално за да поминеме успат за Скопје овде. За да го зинеме местото и така со децата со нас. А додека порано идевме стално тука. Што е препознатлива Преспа? Преспа по риба, по... Често се вели дека Претор е раскрсница помеѓу Горна и Долна Преспа. Инаку Претор е и археолошки локалитет во Преспа, кој представува населба од доцното античко време. Прекрасното туристичко место е поделено на два дела. Селото кое е во горниот дел и туристичката населба на самиот брег на езерото. Убаво уредената плажа, неколкуте модерни кафејани и кафе-барови подсетуваат на некоја светска дестинација. Преспанскиот краб е специјалитетот на ова место, но и вистински предизвик за сите гурмани. Угостителите сметаат дека преспанската кујна може да биде конкурентна и со многу попознатите од регионот. Па во однос на изминатите години, така и оваа година ја оценувам како успешна и доста посетена, за разлика од изминатите години, оваа година беше доста попосетена од страна на наши гости и странски гости кои што се на еднодневна екскурзија доаѓаат тука и ги посетуваат овој крај и културно-историските споменици на Преспа. За разлика од изминатите години, како што напоменав, оваа година имаме и повеќе број на сместувања. Посетеноста се изразуваат и во однос на тоа што се изградени уште две дополнителни плажи кои што придонесува за привлекување на уште поголем број на гости во Преспа.
И така да, оваа сезона ја оценувам за разлика од изминатите како поуспешна сезона. Колку плажи има тука на Преспанското езеро? Па на Преспанското има одреден број на плажи, негде околу 5-6 плажи се, во кои се спомнува и плажата во Стење, плажата во Сливница и секако најстарата и најатрактивната плажа во Претор, кој што еве работиме веќе 10 години како постоиме тука на ова место. Придонесуваме доста за да се врати туризмот во Преспа и тоа го успеваме и од година во година посетеноста на Преспа и Претор е попосетен. Па како најпознато е преспанскиот крап кој што го спремаме во Преспа и нормално селските, односно овие наши традиционални македонски кујни кои што го приготвуваме. Популарното и поново ќе го нагласам, значи преспанскиот крап кој што се спрема и го има за разлика од изминатите години со стопанисување на концесионар на Преспанското езеро, добиваме секојдневно свежа риба и имаме една од најквалитетните риби, мислам, за во овој момент на Преспа. Следниот ден, сонцето од рано наутро беше над Преспанското езеро. Огромна радост за најмладите да уживаат во топлите води и да се сончаат на песочните плажи. За оние поактивните и спортските игри се дел од нивното летно уживање. Летната туристичка сезона во Преспа завршува некаде во средината на месец септември, до кога се очекува овој крај да го постат околу 120.000 туристи. Од локалната власт велат дека од година во година брегот на Преспанското езеро е се поатрактивно како за домашните, така и за странските гости. Сметам дека нашите очекувања кои што ги имавме пред сезоната, дека ова ќе биде навистина рекордна сезона по бројот на посетеност, по бројот на туристи кои што ќе го посетат ова лето брегот на Преспанското езеро и воопшто на цела Преспа. Сметам дека тие очекувања не само што се исполнија, туку и се надминаа. Ако минатата година имавме 80.000 посети регистрирани во туристичките локалитети во Преспа, оваа година сигурно бројката ќе оди над 100.000, можеби околу 120.000, бидејќи она што се случуваше барем во првиот дел од туристичката сезона и на почетокот на втората половина од овогодишната летна туристичка сезона навистина ги надмина сите очекувања. Во секој случај, она што беше инвестирано, она што како активност и како програма се реализираше во Преспа, ова лето очигледно даде резултати. Двете нови современи, најсовремени и најдобро опремени плажи на брегот на Преспанското езеро, Сливница и Стење, покрај постојните исто така добро уредени и квалитетни песочни плажи во Крани, во Долно Дупени, во Претор, во Тешево и така натаму, беа навистина ова лето магнет за туристите, магнет за посетителите кои што од Републикава и надвор од неа се разбира ја посетија ова лето Преспа. На самиот брег на езерото е сместена туристичката населба Сливница. Овде се наоѓа една од најубавите плажи во Преспанскиот регион. Долга е околу 400 метри. Зракот на телевизија Нова не познава граници. Екипата на телевизија Нова се наоѓа на средина на Преспанското езеро. Според изјавите на угостителите кои што имав можност да поразговарам денеска со нив, тие ги канат сите оние граѓани кои што се уште не го испланирале својот годишен одмор за ова лето да дојдат овде и да се уверат дека Преспа навистина располага со одлична услуга, одлична кујна, но и убави, топли, лековити води на ова прекрасно езеро.
Денеска поразговарав, како што реков, со неколку од угостителите овде. Тие рекоа дека она што најмногу се бара на трпезата е преспанскиот крап, но и сите рибни специјалитети кои што одат со него. Да погледнеме и дел од разговорот со угостителот. Водата е топла, пријатна, плажата е стварно една од најубавите во Македонија. Имаме природна песок, внатре во езерото е чисто, топла вода и повеќе ова е плажа наречена детска плажа. Повеќе доаѓаат кампери со фамилиарни маж, жена и деца. Туристите доаѓаат од Холандија, од Германија, од Франција и Англија. Нашиве што живеат натака тражат повеќе пиперки, пинџури и салати да одат. Овдека повеќе се знае поради крапот, рибите, белвиците. Стопанствениците, но и градскиот татко сметаат дека на Преспа им недостасуваат сместувачки капацитети. Потребна е изградба на нови хотели и реновирање на веќе познатите постоечки кампови. Сместувањето, капацитетот на сместувањето во Преспа е навистина проблем и навистина кубуриме со сместувачки капацитети. Меѓутоа, ова лето со огромниот наплив на туристи, во голема мера беше потенцирано значењето на приватниот сектор во целата оваа ситуација и многу од оние кои што живеат и поседуваат своји објекти во селата и во туристичките локалитети кои што гравитираат околу Преспанското езеро, многумина од нив веќе започна активности за изградба, за адаптација на одредени апартмански простори, одредени сместувачки капацитети, така што оваа година беше значително зголемен бројот на сместувачки капацитети во делот во приватниот сектор. Еден инвестицијски фонд од Обединетите Арапски Емирати го купи Хотел Европа и според нивните планови, според она што го имам како информација од разговорите кои што во неколку наврати ги водевме со нив, спремни се, подготвени се за наредната туристичка сезона да се обидат да го реконструират комплетно Хотел Европа. Тоа навистина ќе биде еден од најзначајните зафати во областа на туризмот, бидејќи тој хотел е со навистина добар капацитет, некаде над 400 лица може да се сместат во тој капацитет. Инфраструктурата, патниот сообраќај е во добра состојба, тука недостасуваат некои мали измени во однос на комуналните и носењето на урбанистичките планови, како би можело да се изградат сместувачки капацитети, да гостите не бидат еднодневни, него имаме гости од повеќе дена кои ќе бидат ангажирани преку туристички агенции и би биле посетеноста би била уште толку поголема во однос на овие години. Но Преспа не е посебна само поради песочните плажи и топлата езерска вода. Туристите се заинтересирани и за посета на големиот број на цркви и манастири кои се во овој регион, а се изградени пред неколку векови. Дополнително селата Љубојно, Брајчино и Долно Дупени се во непосредна близина на Националниот парк Пелистер, богати со извори на чиста вода, висока и зелена шума, планинските врвови пленат со својата убавина. Ова се едни од најубавите села во Македонија, добро организирани, одлично обележани и со бескрајна чистота.